Обид за атентат врз поранешниот министер за здравство Никола Тодоров се случи за време на примопредавањето на функцијата министер на својот колега Арбен Таравари. Напаѓачот е Љупчо Стојановски, 57 годишен велешанец од селото Долно Каласлари, кој веднаш по неуспешниот обид да го убие Тодоров, бил совладан од обезбедувањето и приведен во полициска станица. За среќа никој не бил повреден во драмата која околу 12 часот се одигра пред Министерството за здравство. Нападот се случил во моментот кога Тодоров излегувал од своето возило, додека Стојановски го чекал на скалите пред влезот на Министерството. Обезбедувањето во тој момент забележале дека Стојановски вперува пиштол кон поранешниот министер и веднаш интервенирале. Во мешаницата која настанала, Стојановски успеал да истрела 2 куршуми кон Тодоров, но за среќа го промашил. Веднаш бил совладан од обезбедувањето и му бил одземен пиштолот, а потоа и пренесен во полициска станица. Силно полициско обезбедување денеска можеше да се забележи пред Министерството за здравство, а полициски екипи преку целиот ден вршеа увид на местото. Истрагата треба да го даде конечниот одговор за мотивите на Стојановски, но тие веќе може да се насетат со оглед дека Стојановски е дедо на малата Тамара од Велес, за чија смрт пред 2 години семејството го обвинуваше лично министерот Тодоров. Информацијата ја потврди и мајката на Тамара, Жаклина Димовска, која вели дека ништо не навестувало дека незиниот татко планирал вакво нешто. Димовска за медиумите вели дека не знае од каде незиниот татко го набавил пиштолот и остро го осудува инцидентот, велејќи дека насилството никогаш не е одговор. Според информација од очевидци, Стојановски пред да го изврши обидот за атентат, со уште 2 непознати лица го чекал Тодоров пред Министерството за здравство, а потоа се упатил и кон неговиот дом. Откако видел дека Тодоров не е во својот дом, повторно се вратил пред Министерството за здравство, каде беше закажано примопредавањето на функцијата министер и каде се обиде со 2 куршуми да го застрела Тодоров. Денешниот тежок инцидент кој за малку ќе завршише фатално, доаѓа откако неколку години против Тодоров се водеше хајка во дел од медиумите и од тогашната опозиција, која често го нарекуваше и министер за смрт.